Министерството за труд и социјална политика бара извештај за трошењето на парите од блок дотациите, што са години ги добива домот за стари лица Киро Крстевски платник од Прилеп, општинска јавна установа која бележи загуби од преку 15 милиони денари, а која до пред 20 дена работеше една година со блокирана сметка. Од Државниот завод за ревизија Министерството ќе побара што поскоро да изврши ревизија врз финансиското работење на оваа установа. Ова го истакна министерката за труд и социјална политика Фросина Ременски при денешната посета на домот. Таа најави дека на нејзина иницијатива е извршена измена на годинешниот план за јавни набавки на Министерството, со цел да се изврши реконструкција и да се подобрат условите за живот на 130 тештитеници, кои само пред неколку месеци беа оставени без грејење, квалитетна храна, а лекови и сега сами купуваат. Со цел да помогне на домот за стари лица, за да може да се обезбедат услови на првиот кат кои што во сите извештаи и на невладините организации, и на медиумите, и на народниот правобранител се нотирани како услови кои што се надвор од нормативите и стандардите. И новоименуваната директорка Ирена Стерјовска-Локвенец истакна дека ќе побарала од Државниот завод да изврши ревизија на финансиското работење на незиниот претходник Дарко Рибаровски. Писмено сум известена дека јавната општинска установа Киро Крстевски платник е влезена во програмата за работа на Државниот завод за ревизија за 2016 година и накнадно ќе бидеме известени кога ќе ја извршат самата ревизија на оваа установа. Вкупниот долг обврски спрема добавачите е околу 15 милиони денари. Со добавувачите, вели Стерјовска-Локвенец, се подпишани договори за одложено плаќање на заостанатите обврски, а штетениците се надеваат дека ќе бидат преземени сите мерки за да се подобрат условите за живот и не се повторат драмите, кога смрзнувале без огрев и со мизерна храна во домот, зашто месечно плаќаат по 9000 денари.